Струшката локална власт на чело со Рамис Мерко се обидува нелегално и надвор од сите законски процедури да го протурка милионскиот проект за давање на уличното осветлување под концесија по пат на јавно-приватно партнерство за период од 10 години. Компанијата која што избрал Мерко е одвиена. За манипулациите кои што се прават проговорија дел од градските советници. Позадина е во целата нелегална постапка, бидејќи првото нешто кое што градоначалникот и администрацијата го направија, дадоа некакво интро, некаков вовед за запознавање со можен партнер. Тоа е нешто што се случува на крај, тоа е нешто што доаѓа по јавен оглас. Тоа е класична тендерска постапка во која што се бира најдобриот понудувач. Не можете вие да го донесете тоа лицето или фирмата која што сте ја одбрале, па потоа ги терате сите други постапки. Договорот со претходниот оператор е истечен, но од Алијанса на албанците сугерираат општината сама да го одржува постојното улично осветлување во наредните 5 години, а потоа да се бара нов концесионер. Тие се сомневаат дека се работи за матна сделка, од иступанисвањето со осветлувањето е вносен бизнис, од кој во општинската каса годишно се влеваат околу 1 милион евра. Носител на овој процес за изработка на студија за физибилити, студија за јавно-приватно партнерство за осветлување на општина Струга и град Струга е ставен на црната листа на Соединетите американски држави, меѓу другото и за голема корупција, што создава мислење од наша страна дека не треба да биде дел од тој процес, односно истата да се случува во 2029 година, со што ќе се создават сериозни услови да имаме квалитетно јавно осветлување во општина Струга. Стружани негодуваат кога е во прашање уличното осветлување. Ние живееме во село, додуша, ама осветлување па треба да имат. И навреме треба, зашто патендерите па се земени, општината па си плаќа, па веројатно, ама не ги одржуваат. Тоа е грешка нивна пак. Дали сте забележали ноќно време низ градот да нема светло? Да, имате такви па случаи што нема светло. Па би требало да има светло, нема само тука во градот и во село, заради што и ние плаќаме. Ако што сме во село плаќаме струја, значи све за реновирање, за праење, што има некој проблем. Ама во Струга веќе све е пропало, не верувам некогаш дали ќе биде добро. Стружани се присетуваат на рестрикциите кои беа актуелни посебно лани, кога градот тонеше во мрак. Улично осветлување немаше нити пред училиштата, па родителите беа принудени да ги чекаат децата по завршување на наставата.